baš sam razmišljala kao vidi koliki je Aleksandar, a vidi ceste. Ne, to. Ali uglavnom, inače se vozimo željeznicama, često moramo ići u Sloveniju u hrvatskim željeznicama i ne volimo se voziti željeznicama iz tog razloga što, ne znam da znate, da zbroj svih vlakova u Japanu, koji je pun kurac veći i od Makedonije i od Hrvatske zajedno, zbroj svih vlakova u Japanu koji kasne u godini dana je 20 minuta. Znači 20 minuta svi, zato rade harakiri tamo i to sve. U Hrvatskoj, ovo je dokazana činjenica, u Hrvatskoj zbroj svih vlakova koji kasne u godini dana je 20 godina. 20 godina mi zakasnimo u godini dana i nije ni čudo da se niko ne voli voziti željeznicama. Osim što tamo kasne, užasno je dosadno, ništa se ne dešava, smrti na željezničkom kolodvoru i jedina stvar koja promeni tu monotoniju na željezničkom kolodvoru je onaj energični glas tete iz zvučnika koji se javlja kad vlak kasni i kao... Филипче и Мечка, зарем крајот вака мириса? Каква бурна разврска на врската која што изгледаше толку искрена, толку добронамерена, толку полна со љубов. Нагло разидување, бурно раскинување, брутално од едната страна, не те сакам више. Можеш да си одиш, малце геовски да ви кажам тоа бурно, колку е бурно, мислам, шпанска Сирија говна да јаде. Многу од секунда во секунда го следам развојот на случувањата, откако Мечка му раскина на Филипче. И морам да ви кажам, многу сум напнат. Во вистина и цела јавност се напнавме, ама будно следиме разврската, затоа што јас мислам никогаш до сега вака една таква врска не била раскината на ваков бурен начин. Обично знаеш. Медиум ко медиум ќе си сврти страна, овој ќе отиде на другата страна, до вчера што ја плугал, ама овие љубовнициве напуштени до сега, знаете, не реагирале така бурно, некако се подразбирало дека медиум у еден одреден момент му врти грб на својот љубовник. Затоа што се заљубил во друг. Емоциите се страшна работа. Не можеш тука, не помага ништо. Не знам како да кажам. Тоа е, едноставно, еден од љубовниците боли јебача кој најде, готово. Заминува, раскинува. Нема тука више, знаеш, као да не биле заедно. Таква е тоа ароганција кој ќе го напушти љубовникот. Не ме занимаш, више, чао. Не си ми дораснат на моите потреби како жена, што да е. Емотивно не ме задоволуваш више. Токму така изреагира и Филипче и сите тие фамилијата околу него, цело семејство. Зетов, одеднаш Зет го рачунаш мирас, си спремил, си ова си дал, овој мирас и одеднаш Зетов ти замине, а сите некако сте се навикнале, Зетов дома сте го примиле, ова, она, видело муавет на исти теми, исти работи сте сакали, исти работи сте некеле, се сближуваш некако, нормално е тоа, во едни такви семејни, знаеш, семејствава некако се приближуваат едни со други. И се одеднаш не те сакам више. Не може, јас имам разбирање. Че љубовта е таква, тоа вие знаете како? Као да идете по една шина, по една пруга. Едноставно еден одреден момент, скретничаров нешто свртел пругава и се едниот од љубовниците врц по другата пруга отишол. Све е регулар. Нема зашто такви емоции, душата да си ја трујете, да си ја мачите, ова се однесува на Филипче и неговото семејство. СДСМовски, како се презиваат. Не, СДСМов. Да, од тоа семејство потекна, СДСМов. Тие се познато македонско семејство, скопско, особено. Да. Да, имаат некој потекло, некој од Колумбија, тамо од некои далечни земји, од Колумбија, мислам, порано земјоделци биле во Колумбија, тие, овие, и нивните деца сега уште имаат ниви во Колумбија, и тамо се занимаваат со хортикултура, со
земјоделие, знаете. Многу работливо семејство потекна овој напуштениот љубовник. Да. И фала Богу, да, добро се живее. Сега некој да, претежно Колумбија и Струмица, земјоделие, хортикултура, се одгледува, турбо се извезува, тоа, мислам, нема рака тука, вистина, фино семејство. Не знам стварно, овој љубовников кој што им сврте грб, кој што се надури зошто, добро, имаат веројатно причини, знаете, двајца љубовници, не можете да знаете, овој из цела интима да им не познаете каква е меѓу нив. Едно е у јавност вака супер изгледаа заедно, феноменално, знаеш, вика леле ќе се изнарода дечиња еден ден штубаво, ќе си го прошират сем колку се сакаат овој, но денешка попапала маца. Ама живот тече дале, сега шо, пример, си раскинал се или ти ги изневерил очекувањата љубовникот, ти свртал грб, и шо треба сега? Ја сега треба, пример, мене така некој ќе ме, шо треба сега, да плачам на Фейсбук? Нема интерес и нашло, и само причините ќе смисле. Знаете, љубовник која напушта друг љубовник, сега се ова геовски звучи, педерски, ама сега нема како да ви објаснам, нели? Не дека ја од искуство знам, не да ме сватите погрешно вие геовски односи, него сум гледал филмови, серии филмови. И што сакав да кажам сега, да. И сега, знаете, не иде сега овој Валканиов веш меѓу нас што бил да го вадам овакво у јавност. У буквална смисла Валкан веш. Знаете, тоа е таква една бурна геовска врска, тоа попушта, тоа мускула, тоа сфинктерот попушта. Многу Валкан веш има тука, да. Не, Боже да прднеш у пичку матер. Него шо сакав? Реакцијава, зошто беше жестока на напуштениот љубовник Филипче СДСМовски. СДСМов, фамилија СДСМов, да позната фамилија, да, со потекло од Струмичка и од Колумбија. Едниот дел потекнува од Колумбија, од таа, како се вика, покрината Кали, а овие другиве се од Струмичко негде, да. Тоа е. Не знам како се нашли у пичку матер, веројатно големата преселба на народите. Па, и некако се нашле, може на пазар у Горњи Милановац, дошле овие од Колумбија тука да продаваат земјоделски производи, хортикултура, и овие дошле од Струмица да прави, тука се сретнали. И тоа е некој нивни прадедо, со некоја нивна, овој прадедово од Струмица, со некоја прабаба од Колумбија, прабаба или обратно, и се нашле на пазаров. И овој дедово од Струмица, прадедово од Струмица, и рекол, која видел бабава на пазар, Колумбика, која видел, рекол, леле, што си згодна те ебав. И оваа исто му рекла, така, ја не би ти простила, живи мајка. И си склецали. По тезгата се. Си склецали, хоп, и фамилија имате таква на Филипче СДСМов, на ОФ. Па они имаат на некоја, од Монголија имаат некоја трета тамо линија од тамо, од некој азиски тамо земји далечни, татаро-монголски, појма немам од кај, и од тамо имаат некој малко, тоа бил трет некој. Од тамо што дошол на пазарот у Горњи Милановец. И он се исплескал со сите, или него го плескале, и голема фамилија, многу познат. И сега зашто му е реакцијава бурна, рецимо на овој Филипче СДСМов, на ОФ тој. Зашто му е реакцијава бурна? Ја се мислам, се думам, зошто му е, па викам, нормално човече, ќе биде, на кого му е по-силна, по-бурна реакцијата кога се раскинува една врска? Па на оној што поише инвестирал у својот љубовник. И нормално не сака да биде напуштен. Мислам, инвестирал емотивно, у емоции, да не ме сватите погрешно. Овде само за емоции правиме муабет денес. За емоции клецање под тезга. Али тоа се па се емоции. Нема врска, па се емоции. И веројатно некој која ќе вложи превише у својот љубовник, кој ќе вложи превише емоции, нормално е кој ќе те напушти љубовникот од ведро небо,
преку ноќ, нормално е да се осеќаш изневерено, снуждено, помочано, посрано. Пак Валкан веш, пак машина за перење. Па нема прашак, а има прашак, имаат они и прашак прават. Имаат и, се заборев, овие фамилија СДС имав и Колумбија имаат фабрики за овој прашак. Овој еден куп тоа фабрики, тоа работат за ни фабрики и така и фамилија обично си користи прашак. Прашак сакате у претежно у тврда овој агрегатна состојба, мислам у вид на гранули, зрнца мали. Овој прашкасти материи, прашак користат во машините за перење и тоа и обелувач, тие се многу јаки обелувачи тие прашаци и немаат проблем со Валкан веш, они одма стават у машина и тоа има ова обелувач и тоа обелувачот тоа све ќе обели и пак си ги облакаат гаќите. Барем одржуваат хигиена, не се од оние што знаеш ќе им се направат гаќиве од напред жуто позади кафеаво и само ќе сменат страна, без да ги стават у машина за перење и да стават обелувач овој прашак. И само ќе ги превртат. Преврти ги гаките од другата страна. Дам. Блуз можеш да направиш. За гаки превртени од другата страна. Него што ми беше зборот? Многу тажно. Многу. Јас, од секунда во секунда отварам Facebook, значи мир немам денес. Цело време викам нешто разврска да видам, викам може среќен крај ќе има како во помислив едно време, камо може среќен крај да има како во турскине серии, љубовници на крај после многу мачење и шмрка, и после многу мачење и како беше тоа? Да. После многу мачење и страдање дека космосот пак ќе ги спои и пак ќе се засакаат и ќе изнародат многу дечиња и ќе живеат долго и среќно до крајот на нашите животи. Да. Пошто нивните се, како и да земеш, појма, убај, убај, у принцип. Да. Сега видите, како и сите луѓе, мислам, знаете. И тие се луѓе, ќе се заљубат, ќе ги изневерат љубовнициве, нема да им ја возрадат љубовта, исто страдаат сите, исто потпуно. Само не знам, не е уред у јавност Валканио веш, мислам, стави го прво машина. Не можеш така. Да ви плачам сега примери. Онда е, на Facebook ми се десило нешто лошо. Или појма немам. Ми раскинала девојката, појма. Тоест, ја немам девојка да се разбереме. Пошто немам толку да инвестирам. Емоции, мислам. Емоции. Што се инвестира друга да му ева мајката? Емоции се инвестираат. Тоа е за мене инвестиција. Емоција чиста, благородна. Ромео Јулиовска емоција. Ренесансна емоција. I love you, yes I do. Како беше она? Ој, море донка, I love you. Твоите beautiful. Многу беше добра песната, стихотворба. У прво деление сме учеле. Мислам, не у школа, а надвор пред школа. Ој, Маридонка, I love you. Твоите beautiful. Твоите газој very good. Ајде да те качам на мој... Стихотворба беше, сме учеле у прво деление, јепика. Си ги памтам ја стихотворбите, како за Тито што ги памтам, за Сава Ковачевич што памтам стихотворба. За Иван Горан Ковачич. Така и оваа за Донка си ја памтам. Ој, Маридонка, I love you. У школа сме ги учеле. Не сме блееле у телефони ко сега овие. Бездушниве деца, ништо што не знаат. Стихотворби сме учеле. У школа, оваа песна ја имам учено пред школа, уствари, на голем одмор. Оти овие се такви песни, ни учителките, учителиве не знае овие да ги рецитираат. Овие беа поеми, вистински добри, одлични поеми. За Донка. Мој Донке. Така, поминавме низ вистинско ова Голгота, вчера, завчера, денеска се надевам, повторно ќе продолжи серијата. Како, еве, Филипче, ако
толку ти значи, ако толку го сакаш љубовникот, ако толку сакаш да ти се врати мечкава, мада да се заљубиш у мечки, ти треба да си ненормален. Од 7 милиарди човечки род, ти у мечка се заљубуваш. Ти си перверзњак, бе. Која сега да земам да клецам коза, не дај Боже. Мислам да клецам, да се заљубам у коза, погрешен е збор, значи овде за чиста емоција цело време правам уваве. Значи дури да ми излета нешто што не треба, вие рачунете дека ја цело време за чиста емоција ви правам инвестиција. Аквизиција у која што инвестирано, ама со емоција. Емоцијата ви е водилка на ова човештво. Најкреативната сила на цивилизација. Немало да се смена толку цивилизации во општество, во светов, на планетава од зазорувањето и појавата на човекот до денес да не била таа чиста, искрена, невина емоција. Кој ќе најдеш добар партнер со кој што исти муабети си имате, исти ствари ве нервираат, исти луѓе ве нервираат во околина. И едноставно почнувате да се наоѓате тука и почнува да искри тука, искри емоции, тоа виднува пламен. Све исто те нервира. Примерот, бирате еден човек многу ве нервира и сте да плюкате по него. Ренгера, никаков, не. Ама одеднаш едниот од љубовниците вика, уствари, јас се предомислив, овој што го плюкавме, уствари, бил многу фин. Ти не чиниш ѓубре едно. Ме заведе да плюкам погрешна особа. Погрешни емоции инвестираш у мене, ме отру со твоите емоции, со твоите боцкања, да плюкам невин човек. Па не го плюкам, сте тебе ке те плюкам. Тоа е таа, затоа викам, во таквите овие врски се многу бурни. Многу се бурни и многу се некојаш така непредвидливи. Преку ноќ, одеднашка, сакам да примам емоции од друг. И така. Што е нормално. Ја не знам овој напуштениот љубовник со кој памет бе. Абе, нормално е бе, другар СДСМов. Нормално е. Си попуштил. Врската дугачко трае. Си попуштил, си почнал помалце внимание да инвестираш во твојот љубовник. Мислам да му посветуваш инвестиции. Себе ми се мешаат инвестиции, глуп збор. Си намалил вниманието. Не си му подарувал веќе толку внимание на својот љубовник како на почеток на врската. Помало било влијанието. Значи, во помали купчиња си му го дал вниманието. Внимание можеш да го даваш и као флоу и на купчиња. Купче, помало поголемо. И сега ти си го намалил вниманието и нормално имало некој друг поголемо внимание му покажал до тој период на твојот љубовник и нормално. Човек кој ќе добие поголемо внимание од некој друг, одма може да се заљуби. Одма. Многу да се заљуби. До толку да се заљуби, што директ да му каже на овој сега новиот што му поклања поише внимание, директ да му каже, сега те ебав. Како вие у Корњи Милановац под тезгата, овие од Колумбија, дел од фамилијава на СДСМови семејството и овие од Струмичко. Ја не е мал дел горе од Монголија, тамо тие за зимите. Погрешно, нема љубовта, викаат затоа е слепа. Значи немаш ти рационално да процениш. Дека преку ноќ љубовникот може да те остави. Понекогаш ничим изазван, ти можеш и многу убаво внимание да му подаруваш, ама ќе се најде некој друг љубовник со поголемо внимание. Имаш ти внимание? Имаш ти внимание. Поголемо внимание. И сега, е поголемо внимание. И така. Вниманието ви е основа за успешна љубовна врска и уште поуспешен брачен живот. Ама јас за тоа не сум повикан да ви зборувам. Нели така? Епа, а не да мислите дека само меѓу
мечкава и Филипче СДСМов, ова се случува. Не само, немојте да мислите, они се уникат, оригинал. Немојте да мислите, не. И други врски има. Какви љубовници имате вие у Македонија? Кој како поголемо внимание му даде и поголем фраер од овој претходниот, помоќан станал одеднаш, а до вчера не бил толку моќан, бил негде у позадина, на маргини, одеднаш доаѓа у преден план. Одма менјаат страна. Само тогаш никој не кукал од напуштениве љубовници. Знаете, тоа се подразбирало. Добиеш поголемо внимание, у тебе се инвестираат поише емоции, овакво, и да, има тамо најмногу такви љубовници, мечки, волци, хиени, бивли мачки, зверои. Да, не име проблем, па како, па мислам, животот е скуп, особено сега. Па како ќе купи он, појма немам, кило патличе на 280 денара. Значи, сепак и до вниманието е малце. Вака која имаш емоции, која инвестирано у тебе со многу емоции. Не ти треба, патличе. Можеш на вода, ништо не ти треба. Ни јунешко ти треба, ни јагнешко ти треба. 800 денари тамо колку е. На вода живееш, испоснички. Вода и сонце. Не ти треба, пун си, имаш елан, сила. Тоа е тоа кој се инвестира у тебе. И така има многу такви, има волци, мечки. Да. Има и магариња. Има и магариња, овие што овие најчесто овие магариња се најчесто тие кои што многу искрено, многу чисто, многу како да ви кажам, без резерва дури нерационално се заљубуваат у некоја мечка, волк, дива свиња. Знаете, влагаат all-in со 100%. И нормално после разочарувањето е поголемо. Он мисли дека љубовниот живот, емотивниот живот на мечкава, волков, дивава свиња почнала од него. Вика, мене ме сака таа вистина, јас сум и прв што го сака вистински мечкава, волков, дивава свиња. Јас сум прв што вистински ме сака и тоа е тоа, ја имам, моја е мечкава, моја е, нема кај да оди, нема кај да бега. Само и по тезга, тебав, готово, тебав. Не е така у животот, драги мои магариња. Свет е до емоцијата. Поише емоција добиеш од некого, поише љубов имаш за него и обратно. Така да животот иде понатака. Не верувам дека ќе си најдеш Филипче СДСМов, дека ќе си најдеш нов љубовник од тој калибар. Друга мечка нема да најдеш. Нема толку ни мечки баш ка тие, не се си мињаат у цивилизација, честно. Мечка е тоа, бе. Планина и треба. Чиста емоција горе, изврска вода, светлина, чист воздух, мед. За мед може да се симне негде надоле. Имаш и овие дивиче, тие прават. Да. Може да се симна до некое село. До село некое горе. Иначе доле у Цивилград. Не. Изолирани се некако, поима немам тие мечките. Али нема. Престанеш ли на мечка да и носиш мед? Нема више да сака да се со тебе. Не. Нема. Затоа на мечка секој ден треба мед да и се носи. Да, за да те сака. Мислам, она нема, може никоја сака да те сака, тоа е мечка. Ама, известно време ќе си купиш мир. Овој животот, мечкава знае мет и носиш, не те рчка. Али, брате, престанеш мет ли да ја носиш? Не те познавиш. Утре да те сретне на улица. Стој кај на улица? Не бе, горе негде, на планина, пример, идеш. И не дај Боже да те сретна. Не дај Боже да те сретна, прво ќе ти рече, кај е медо, пизда ти материна? Кај е медо?
Ама медот мислам. Ама чекај, застани, јас мед ми малце ми однема у последно. Медот кај да ти евам крвта кисела. Нема мед, кр глада. Ај ту пичиш комата. Со многу лоша работа, ако го безглавиш овој татково на фамилијава, на семејствово, сите сираци и други, затоа е веројатно реакцијата толку јака, нема емоција, нема ништо пострашна работа, силна работа од емоција, чиста емоција. Чиста емоција, љубов, изворска вода и сонце. Еве ви формулата за долг живот. И за мирен живот. Да. Инвестирајте емоции. Инвестирајте. Секогаш ќе бидете сакани. И внимавајте некој друг да не инвестира емоции поише од вас. Тогаш рачунете дека сте останале сами. Значи, емоциите се тука да се инвестираат. Не знам, може погрешен термин употребувам, економски термин за емоции. Не иде некако. Не иде. Ама не ми текна некој по-друг термин поубав. Ајде бе, многу ве затопив. Боле тука да прекинам, инаку и вас ме ервав! По тезгата у Горњи Милановац. Ајде, чао.